Премиерот Христијан Мицкоски денеска беше во работна посета на Кичево, каде што одговараше на новинарски прашања поврзани со изградбата и напредокот на патната инфраструктура во земјата. Тој информираше дека активно се одвиваат градежните активности на автопатските делници Густивар Букојчани Кичево Охрид, нагласувајќи дека станува збор за еден од најзначајните инфраструктурни проекти во државата. Според него во проектот се инвестираат повеќе од 1 милиарда, со што се очекува значително подобрување на регионалната поврзаност и економскиот развој. Мицкоски истакна дека делницата Кичево Охрид се очекува да биде завршена најдоцна во првиот квартал од следната година. Тој додаде дека проектот бил со години запоставен и оставен да пропаѓа, но сега, како што рече, повторно се работи интензивно за негово завршување. Тоа што беше заборавено и уништено сега се обновува. Разгледуваме и можност за утврдување одговорност за претходните застои, изјави премиерот, посочувајќи дека институциите ќе анализираат зошто проектот бил оставен на забот на времето. Во однос на делницата Густивар Букојчани тој информираше дека работите се во напредна фаза и дека веќе е пробиена значителна должина од трасата, што возможува забрзување на динамиката на изведба. Дополнително посочи дека имотно-правните односи се целосно решени, што возможува непречено продолжување на градежните активности. Од владата велат дека целта е овие инфраструктурни проекти да се реализираат во предвидените рокови, да се подобри поврзаноста меѓу регионите, што ќе има директно влијание врз економијата и мобилноста на граѓаните. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави засилени полициски контроли во градските средини со посебен фокус на возачите на мотори кои не ги почитуваат сообраќајните правила и представуваат ризик за безбедноста во сообраќајот. Тошковски направи разлика меѓу вистински моторџии и оние кои, како што рече, глумат моторџии, нагласувајќи дека проблем се несовесните возачи кои управуваат мотори без заштитна опрема со прекумерна брзина и ризично однесување на улиците. Тој посочи дека лицата кои ги почитуваат правилата, носат кацига и возат согласно прописите, нема да бидат цел на мерките. Туку фокусот ќе биде ставен на оние кои грубо ги прекршуваат сообраќајните правила, вклучително возење на црвено светло и опасни маневри како возење на едно тркало. Ова не се однесува на совесните возачи, туку на оние што мислат дека се недопирливи, изјави министерот, додавајќи дека МВР ќе биде посебно фокусирано на ваквите прекршоци во урбаните средини. Во својата изјава Тошковски порача дека ќе има строги мерки против прекршителите, нагласувајќи дека тие представуваат најголем ризик за безбедноста на улиците и дека ќе бидат санкционирани согласно закон. Воедно тој упати благодарност и пофалба до моторџиите кои ги почитуваат правилата и учесно Воедно тој упати благодарност и пофалби до моторџиите кои ги почитуваат правилата и учествуваат одговорно во сообраќајот. Државниот секретар е во постојан контакт со претениците во собранието за да ги дооформат предвозите за измени на законот за основно образование, со кој се предвидува казна за родителите на децата кои се насилни во училиште, информираше министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа потврди дека одлуката е веќе донесена и дека овие измени ќе бидат направени во собраниска процедура. Според најавените измени останува предлогот казната да изнесува 250 евра за секое сторено насилно дело на детето, која ќе треба да ја плати родителот. Министерката Јаневска особено потенцираше дека оваа парична казна ќе се применува и во случаите кога родителот ќе одбие да соработува со училиштето и со останатите надлежни институции. Комисијата за заразни болести, формирана при Министерството за здравство, одржа седница со цел разгледување на состојбата со појавата на кластер со хантавирус. Антес варијанта во светски рамки и оцени дека во нашата држава е низок ризикот од појава и ширење на вирусот и здравствениот систем е подготвен за справување со евентуална појава на инфекцијата. Институтот за јавно здравје располага со реагенси за лабораториско докажување на вирусот, како и со стандардни оперативни процедури за дијагностика на овој вирус. Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби располага со соодветни капацитети за третман на евентуални пациенти со симптоматологија карактеристична за инфекција со хантавирусот. Односно има соодветни услови за интензивна нега, механичка вентилација и респираторна поддршка. Комисијата истакна дека Андес варијантата, за разлика од останатите варијанти на хантавирусот, има можност за пренос од човек на човек при подолг и близок контакт. Важно е да се нагласи дека преносот не е брз и лесен како кај коронавирусните инфекции, велат од таму. Во израелските напади врз Либан од 2 март загинале најмалку 200 деца, 806 биле повредени, што во просек значи 14 деца убиени или повредени секојдневно, соопшти денеска Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ.
Од примирието договорено на 17 април, најмалку 23 деца биле убиени, а 93 повредени, се наведува во соопштенијето на УНИЦЕФ, повикувајќи се на податоци од Либанското министерство за здравство. Покрај непосредното влијание од бомбардирањата и воздушните напади, околу 770.000 деца се соочуваат со зголемено страдање поради постојана изложеност на насилство, загуба и присилно раселување, се наведува во соопштенијето. УНИЦЕФ спомена симптоми поврзани со трауматски стрес и тага, вклучително екстремен страв и анксиозност, кошмари, нарушување на спењето и чувство на безнадежност. Без поддршка за менталното здравје и психосоцијална грижа во безбедна и сигурна средина, овие деца се изложени на голем ризик од развој на хронични или доживотни нарушувања на менталното здравје, додаде УНИЦЕФ. Шефот на иранската надворешна политика Абас Аракчи денес истакна дека сите пловила на држави кои не се во конфликт со Иран имаат дозвола за пловење низ Ормуската теснина. Според неговите зборови, оваа клучна морска артерија што ги поврзува Персискиот залив и Индискиот океан не е блокирана. Таа е само селективно ограничена за нашите противници, а не за земјите со кои имаме добри односи. Аракчи нагласи дека пловилата од сојузничките земји и другите учесници во поморскиот сообраќај треба да ги усогласат своите траектории со иранските поморски сили пред преминувањето. Иранскиот министер за надворешни работи порача дека не постои воено решение за конфронтацијата со САД, кој, како што рече, веќе два пати ја испитуваат таа опција. САД мора да ја прифатат оваа вистина, додаде тој. Аракчи ги менуваше против речните пораки од Вашингтон, преку изјави, интервјуа и различни ставови како главен извор на проблемот. Тој заклучи дека единственото решение е целосно прекинување на оваа агресивна војна, пошто Техеран ќе обезбеди сигурна и непречена пловидба за сите бродови низ Ормуската теснина. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне во текот на ноќта ќе има услови за локална појава на нестабилност со поруен дожд и грмежи. Како што информираат од управата за хидрометеоролошки работи, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе се движи во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен поруен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Според најавата на управата за хидрометеоролошки работи следува период на променливо облачно време со сончеви периоди. Утре времето ќе биде нестабилно на повеќе места со поруен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално, процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен поруен дожд на 20 литри на квадратен метар, грмежи, засилен до силен ветер со брзина над 70 км на час и услови за појава на град. В недела се очекува засилен до силен ветер кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Во вторник повторно се најавува нестабилно време со поруен дожд, грмежи и силен ветер.